Постигнат бил договор за надминување на аномалиите кои се појавиле за време на реконструкцијата на Исак Челеби џамијата во Битола. Изготвен бил проект за хортикултурно уредување на дворното место и опкружувањето на џамијата. Во еден огромен дел на земјиштето на локацијата на Исак џамија поминува и влезната патека на јавното предпријатие Стрежево, значи која е скоро целосно поставена на имот на исламска заедница. Фонтаната која е пред Стрежево, која не функционира, е повеќе од 70% на имот на џамијата, односно исламска заедница. Но ние тука не сакаме ништо да ги нарушуваме тие односи, односно имотно-правните односи не ни се никаков проблем, колку што ни е замислата и целта, значи цел тој дел да го направиме како една целина. Целта според Плуми е овој простор да остане циркуларен како и досега, ограден со символичен украсен ограден зид без врати, комплетно нова земја и хортикултура. Да се направи една сосема нова и многу атрактивна модернистичка фонтана, ќе се постават клупи, значи за посетителите. Секако дека тука ќе се за да се одржи во живот и стално, значи перманентно да биде атрактивен тој дел, ние во тој идеен проект имаме предвидено една кафетерија, односно чајджилница, која не само не дека ќе биде само за присутните кои одат во џамија. Чајот, кафето и мистичната музика според муфтијата ќе го одмараат телото и духот на секој посетител независно од етничката припадност. Веруваме дека некаде на пролет, значи согласно со временските услови, онолку колку што ќе можат, првата пролет значи ќе започнеме со уредување на цел тој амбиент, значи не само околу џамијата, него амбиент во строгиот центар на градот, кој ќе донесе уште еден поголем интерес на самите граѓани на Битола преди се, значи ние прво го правиме ова за битолчани и после секако да биде предизвика и за сите посетители на Битола. Доколку се тоа се реализира според најавите, во Битола и дење и навечер погледите ќе бидат свртени кон Исак Челеби џамијата, додаде Плуми.